Дами и господа, химната на Република Македонија.
Дами и господа, детскиот хор Златно Славиче, ќе ги видим уште еднаш. Јас само ќе ги замолам овие прекрасни девојчиња и едно момче да останат на сцената. Ви благодарам. И официјално, почитувани медицински сестри и здравствени работници, почитувани дами и господа, почитувани гости, почитувани присутни, драги пријатели, добар ви ден. Добар ден и добре дојдовте на свечената академија посветена на хероините и хероите во бело, медицинските сестри и медицинските техничари, акушерките и стоматолошките сестри на Македонија, предводени од Сдруженијето за нас, денес, на 5 мај, кога светот започнува со чествување на неделата на сестринството и одбележување на првиот ден од истата, посветена на меѓународниот ден на акушерките, а со оваа свечена академија и со овој прв официјален симпозиум на Друштвото на акушерките во рамки на Сдруженијето за нас, ние и вие им одаваме почест, ги чествуваме сите оние, сите вас, кои што својот живот го посветувате на грижата и на негата, на сите оние другите. Секогаш на страна на човечноста, на страна на надежта, секогаш на страна на животот, се вели. Мотото на Меѓународниот совет на медицинските сестри за 2025 година гласи: нашите сестри, нашата иднина, грижата за сестрите ја зајакнува економијата. Но, ова мото не е само порака. Ова е повик. Повик до светот и до сите нас, дека медицинските сестри не се трошок. Медицинските сестри се инвестиција во општеството, во економиите и во иднината на секоја земја. Аплаузот се разбира за сите вас, затоа што вие, медицинските сестри и медицинските техничари, не работите само 8 часа. Вие живеете 24 часа со вашата професија. Вие сте тука и кога животот почнува, и кога се бори, и кога завршува. Вие се справувате со стресот, со недостатокот на кадар, со ограничените ресурси, но никогаш и никаде, по никоја цена не се откажувате. Зошто вашата најмоќна алатка и најмоќна, голема, огромна сила е вашата душа и вашето срце. И затоа, благодарност за сите кои не само со збор, туку со дела ги поддржуваат и вреднуваат работата и успесите на медицинските сестри и медицинските техничари. Благодарност за генералниот покровител на годинашнава свечена академија и симпозиум на Друштвото на акушерките, за специјалната болница за гинекологија и акушерство, плодност од Битола и примариус доктор Пашка. Благодарност за комплетниот тим и екипата на Домот на Националната установа, Дом на културата во Битола. Еден аплауз за нив, благодариме за гостопримството. И се разбира благодарност за градоначалникот и советот на општина Битола. Овие млади деца овде се гласовите на иднината. Нивната насмевка е најубавата мелодија сама по себе. Детскиот музички фестивал и хор Златно Славиче е востановен во 1971 година во Скопје со мисија да создаде простор каде што децата преку песната ќе ја изразат својата креативност, радост и љубов кон музиката. Во изминативе повеќе од 5 децении проектот Златно Славиче не е само фестивал, туку вистинско музичко училиште, расадник на таленти и глас на детството во Македонија. Да ги слушнаме уште еднаш со песничката Дара од Македонија. Се разбира огромна благодарност и за нивниот уметнички раководител и директор на проектот Златно Славиче Вован Јосифовски. Момче и девојчина, подолете. Da se smiri, kao je ten problem da sjaje.
уште еднаш огромен аплауз за детскиот хор Младо Салчев и специјално за Свечената академија, првиот симпозиум на акушерките, допатува од Скопје. Благодариме за песната, благодариме за наследките и благодариме за сите вас што денес сте присутни овде заедно со нас. Дозволете ми, како што е редот, да им се заблагодариме во име на организаторите Унијата на медицинските сестри, медицинските техничари, стоматолошките сестри и акушерките на Македонија, предводени од Сдруженијето за нас, да ги поздравиме со благодарност за присуството и поддршката низ годините и представниците од високите медицински школи и средните стручни општински училишта во земјава, представниците од здравствените институции од примарното, секундарното и терцијерната здравствена заштита, представниците на Фондот за здравство и општинските подрачни единици, потоа представниците од Министерствата за здравство, образование и финансии на земјава, представниците на синдикатите, асоциациите и Сдруженијата на пациенти, Сдруженијата на сродните струки и професии, представниците од Канцеларијата на Светската здравствена организација во земјава и така натаму и така натаму. Простете ми, но бројот и листата на поддржувачите и пријателите на Унијата на медицинските сестри и медицинските техничари на Македонија и Сдруженијето за нас пред се, навистина е само показ и доказ дека од 2017 година па до денес Сдруженијето за нас, како предводник на Унијата на медицински сестри и техничари, е препознаено како единствената, сплотената и бројна сила на медицинските сестри и техничари во Македонија. Непоколебливи во своите програмски цели и мисија за афирмирање и препознавање, за озаконување и валоризација на сестринската професија во земјава. Во следните минути и во следниот временски фрагмент, ако повеќе сакате, би сакала заедно да го погледнеме она што Сдруженијето за нас низ фотографија се разбира, го направи само во еден краток временски период. Голем број на симпозиуми, голем број на настани, голем број на хуманитарни случувања, каде што вие, медицинските сестри, покажувавте и докажувавте на дело дека вашата хуманост е и надвор од работното време. Ајде да го погледнеме видеото. Унијата на Сдруженија, предводена од Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, уште од 2017 година е со мисија да ја унапреди сестринската професија во Северна Македонија и да создаде силна, обединета заедница што ќе го подигне гласот на сестринството. Од самиот почеток, главната цел беше јасна – формирање на сестринска комора која ќе ги застапува правата, обврските и професионалниот развој на сите медицински сестри, акушерки и техничари. Со здружени сили, преку бројни активности, градиме посилна позиција на сестринството во здравствениот систем, покажувајќи дека сестринството во нашата земја има силен глас и влијание. Зад нас стојат 3 успешно организирани меѓународни конгреси, десетици симпозиуми и едукативни работилници, бројни меморандуми за соработка со граѓански здруженија и голем број на хуманитарни акции. Со својата посветеност, Сдруженијето ги постави темелите за континуирано професионално усовршување на сестринската фела, како и за подигнување на јавната свест за важноста на оваа професија. Гордост на ЗМСТАС за нас се и повеќе од 100 доделени признанија за најхуманите медицински сестри, како и бројните свечени академии по повод Неделата на сестринството, каде што се оддава почит на трудот, пожртвуваноста и хуманоста на сестрите, како и доделувањето на ордени и повелби во чест на првата македонска медицинска сестра Славјанка Влахчева. Преку активната соработка со меѓународни асоциации како ЕСНО и ИФНА, Сдруженијето успева да ја представи македонската сестринска професија на европско и светско ниво. Секоја иницијатива, секоја акција и секој чекор што го преземаме не носи поблиску до нашата крајна цел – сестринството да го добие заслуженото место во општеството и здравствениот систем. Слоганот "Ние медицинските сестри не сме ангели, но сме сигурно втората најубава работа по ангелите" ја символизира посветеноста на илјадници сестри, акушерки и техничари кои секојдневно се грижат за пациентите со љубов, пожртвуваност и несебична грижа. Чекор по чекор,
продолжуваме да ја градиме иднината на сестринството со гордост, одлучност и посветеност. Унијата на здруженија, предводени од Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, знае дека единствениот пат за автономија на сестринството е преку закон, образование, лиценцирање, професионален авторитет и миграција. А пред само нешто повеќе од една година, таа се вети најпрвен себе си и на секоја медицинска сестра и на секој медицински техничар во Македонија дека сестринската униформа ќе ја носи во знак на почит, во знак на достоинство, во знак на протест и во знак на подигање на гласот за горливите проблеми во професијата, за неажурноста на системот и неговите представници со децении наназад, се до моментот на разрешување на статусот не само на оној финансискиот, туку и на оној кој што го дефинира кредибилитетот и дигнитетот на професијата медицинска сестра и медицински техничар. Бројна и достојна за почит беше отпрва, што би рекол нашиот народ, поддршката која што овој длабоко символичен гест на почетокот веднаш ја доби од вас и од голем број на регионални и меѓународни асоциации и здруженија на медицинските сестри и медицинските техничари затоа што тоа така се прави. Вашата униформа е вашиот дигнитет, а сите ние останатите треба да го достојуваме тоа. Но таа, за жал, и понатаму ја носи на јавните настапи сестринската униформа, што значи дека состојбите и искушенијата во професијата се уште траат. Но, таа е гласот на сестринството, визионер и борец за достоинството на секоја медицинска сестра и медицински техничар во земјава. Магистер по здравствен менеджмент, но секогаш и секаде, како што таа самата знае да каже, пред се и единствено медицинска сестра. Ја поканувам магистер сестра Гордана Бешлиовска да ви се обрати официјално на конференцијата и првиот официјален симпозиум на акушерките во Македонија. Наши герои кои што во масовните реплики се дадовте себе си подготвувано. Нека прават пауза за нашите колешки кои што се сега работа, за нашите колешки кои се струшија болниците, испратите апаратата до сетите континенти, за колешките каде што земјотреси лекуваат надвор, во војната каде што лекуваат надвор и така понатака. Дајте подршка за сестринството, дајте подршка за нас како што е нашето здружение. А дали има некој поубаво да го прави тоа што ние го правиме медицинските сестри? Има ли некој што ја знае нашата професија така како ние што ја знаеме? Има ли? Ние медицинските сестри многу можеме. Некој ќе каже дека сме научна дисциплина, некој ќе каже дека сме професија, а може би понекогаш ќе кажат медицинските сестри премногу отидоа во академското. Да, затоа што заслужуваме да бидеме таму каде што се образуваат медицинските сестри, бидејќи ние сме тие кои што ја работиме здравствената нега и треба да ги образуваме нашите идни колеги и колешки. И ние многу можеме. А што све можеме? Па можеме ноќе и на било чиј татко да му помогнеме да не го боли. Можеме на било чија мајка да ја помогнеме да го спречиме инфарктот, на било чија баба, дедо или на било кој во семејството да донесеме среќа допирајќи го животот, носејќи нов живот. Се тоа ние го можеме. Нема нешто што не можеме. Меѓутоа, има нешто кое што не можеме да го докажеме. Дека ни треба закон, дека ни треба комора, дека ни треба лиценца, дека ни треба здрава работна околина, дека е дојдено време во болниците да бидете авторитети, дека медицинските сестри не може да одат во пензија како медицински сестри на места отсечна, одговорна, главна сестра и така да завршува. Не, колешки мои,
Дојдено е време кога кариерниот развој треба да биде на наша страна. Светската здравствена организација која што се занимава со глобалните стратегии ги испорача сите пораки до здравствените структури и им порача инвестирајте во медицинските сестри и во нивното образование. Кога инвестирате во медицинските сестри, како што ние сакаме во Унијата и во Сдруженијето да кажеме, инвестирате во здрава нација. Здравата нација е богатство на државата, а медицинските сестри се богатство на нацијата. Секогаш кога ќе ги донесете медицинските сестри до академско ниво, имате критична маса во која што самите ние треба да бидеме свесни дека професијата се брани со едукација, со образование, дека нашата автономност на нашите работни места не можеме да ја браниме без едукација и без образование. Понекогаш може би и имаме страх од одговорностите кои што ни се случуваат на работните места. Меѓутоа, ако сме едуцирани, ако сме образовани за истото, ние ќе одговориме за тоа. Автономноста професионална ни е потребна од аспект за потврдување на нашите одговорности. Ние сме на прагот на формирањето на првите високи медицински на факултетот за медицински сестри. Се надевам искрено дека првата висока медицинска школа во Битола конечно ќе биде првиот факултет за медицински сестри, од каде што ќе произведуваме сестри, кои што понатака ќе имаат можност за првиот, вториот и третиот циклус на студии научни, каде што ќе се остваруваат во болниците и ќе ги видиме сестрите и на раководни позиции, како помошници, директори, како советници, како раководители, како водители на болници, како што го имаме тоа во Европа и во регионот. А тоа Унијата, Сдруженијето на медицинските сестри преку нашите учества во јавните, меѓународните и големи асоциации, каде што сега сме и на прагот на влезот во најголемата една од интернационалните и меѓународни асоциации, каде што се сплотени сестрите со специјалистичките студии од сите области, ние нашето сестринство го внесовме во сите асоциации каде што сме почитувани, каде што сме дел од генералните собранија, каде што се она кое што ни недостасува во Македонија го добивме како поддршка. И тоа што Каролина пред малку го кажа, дека со униформата реагиравме подвижно и во меѓународните асоциации го направи тој меѓународен притисок во нашата држава. Јас искрено се надевам дека на наредната свечена академија, како сите вас, вака во цивилно ќе ме видите или кога на било кој настан ќе се појавиме, сите еднаш ќе кажеме конечно сестрите го добија законот, ја добија комората, сестрите го добија тоа што го заслужуваат, бидејќи ние тоа мора да го добиеме заради нашите пациенти. Тие се суштината на нашето постоење и заради подигање на вредноста на пациентите, сестрите мора да се развиваат и да се образуваат. Би сакала да ви порачам, почитувајте се на работните места. Почитувајте си ги меѓу себе позициите. Не бојте никогаш да дозволите да бидете марионети на здравствените системи. Ние сме професија која што, како што кажавме на почетокот, што никој не умеа да ја работи и прави како нас. Ние не сме било кој во нашата професија, ние не сме случајно одбрани во целата оваа професија. Сето оно кое што ние го работиме и правиме е суштински дел од здравствениот систем. Па нашите здравствени тимови не можат без нас да функционираат. И морам да ви кажам и да им порачам на докторите најсрдечно. Не може 20 години да славиме јубилеј на лекарска комора, да немаме сестринската комора ниту еден ден и да ги немаме лиценците на сестрите, да зборуваме за тимови професионални каде што смислите заедно. Каде што интерперсоналната комуникација и интерперсоналното образование е многу важно за сите нас. Каде што образованието по специјалности, по области како што е нештото кое што го движи современата идна стратегија сега, каде што треба да се градат, како да кажам, одржливи политики во кои што медицинските сестри се клучни. Во одржливите политики мора сестрите да ги пуштите да се образуваат по основ на сето она кое што современата технологија го носи, дигитализацијата го носи. На нас населението ни старее. Имаме пациенти со многу голем број на коморбидитети. Помина времето на сестра од општа грижа и нега. Ние сите мора, кога ќе земеме да конкурираме на работните места, да знаеме зашто конкурираме. А за да знаеме зашто конкурираме, треба да имаме конкретни стручни образованија. И јас ви ветувам сега и гласно кажувам, како секогаш, како што кажуваме, и го подигаме гласот во тој смер. Нема да застанеме во барањата наши системски и, ако сакате, и синдикални. Време е кога веќе се она кој што им се ветува на медицинските сестри треба да се оствари. Време е кога сите треба да ги добиеме оние ветувања да се операционализираат како
како такви. Не може да бидеме само во флоскулите, ние и не треба да ни се случат, за жал, несреќи во кои што доаѓаме до израз и се зборува за тоа колку медицинските сестри се важни и колку медицинските сестри сработили и направили и одговорили на задачите како што треба. Тоа е доволно, да, меѓутоа е доволно за нашата емпатичност, нашата точност, нашата професионалност, нашата професија која што ја носиме во себе, бидејќи за да бидете медицинска сестра треба да носите нешто божествено во себе. Знаете како? Ако е слоганот ние не сме ангели или сме втората најубава работа после ангелите, јас ќе ви кажам дека медицинските сестри се родени ангели без крилја. Криљата ви растат кога ќе станеме медицински сестри. Тогаш божественото и благословеното го гледаат во нас пациентите. Ние сме нивната надеж. Ако една болест ја замислите како едно страшно невреме, ние сме прошетката по дождот со пациентите. Светлината, допирот до нив. Надежта, значи довербата која што треба да ја испорачаме е нешто многу важно. Нека ве води ова во професијата, а бранете ја со едукација и со образование. Гледајте ги пациентите холистички. Немој да ги споредувате со бројки и со кревети. Имајте холистички пристапи према нив. Во секој од нив гледајте ги своите родители, роднини, пријатели. Сакајте се меѓу себе на работните места, почитувајте се. Вие главните сестри, чувајте ги младите сестри. Вие со свештини и со знаење не себично давајте го знаењето на медицинските сестри. Меѓутоа, почитувајте се, немојте да се делите на сестри со средно и со високо. Немој да се делите по политичка реторика. Немој да се делите по национална основа. Ние сме исти во болничките ходници. Сите исто страдаме и сите на исти начин испорачуваме. Има ли таков професор кој што нас може да не научи на нашата емпатија во работата? Колку све ние поминавме во ноќите со нашите пациенти, колкава тоа ние сме надеж во нивните очи, колкава тоа ние светлина носиме во нивните очи, колку тоа е голема нивната благодарност према нас. Дали сето тоа ве плени во работата, колку сите ние имаме искуства поминати каде што сме додирнали и допреле тромеѓето сме на болката, надежта и радоста меѓу пациентите, некаде каде што утешувате во наредната соба, можеби со вас, со нашите солзи даваме надеж кај пациентите. Рачунајте дека сето она кој што Унијата и Сдруженијето го има поставено во своите визии и своите стратегии, ќе го постигнеме само ако бидеме единствени. И тоа е единствено нешто кое што го очекувам и го барам од вас и ќе го си земам за право вака во свое лично име да ви го испорачам. Бидете единствени. Препознајте го правото место каде што треба сите да бидеме во Унијата и во Сдруженијето и дајте да дадеме поддршка сите заедно се што ни е ветено да оствариме. Поминато е веќе времето во кое што само зборуваме и кажуваме, значи веќе ќе поминеме и на дела. Јас си земав за право и пред екипите во медиумите пред малку да кажам и сега кажувам. Па медицинските сестри никогаш до сега немаа министер, ако сакате да ви кажам, вака искрено. Имаме чувство, заради тоа што немаме свој сектор во Министерството за здравство, затоа што не сме таму каде што се носат одлуките, заради тоа што никој не прашува што е тоа за нас, што е најпотребно, за нас одлучуваат секоја чест и почит. Правници, стоматолози и не знам какви се работници на министерот. Доста е веќе, значи, комората мора да настане, да постане и во комората мора да ни се дадат јавните овластувања. И тоа за да го добиеме мораме да бидеме сите заедно гласни и мора да бидеме сите заедно единствени. Мора да се почитуваме и не смееме да се делиме. Само на таков начин ќе го добиеме образованието, ќе се оствариме во квалификациите на работните места, ќе ни се признае образованието и ќе имаме на работните места здрава работна околина во која што треба да имаме медицински сестри со добри безбедносни услови, со признаени квалификации, со собствена автономност каде што одлучуваат и каде што се платени по одговорност. Се со цел да се подигне вредноста на нашите пациенти. И секоја една грешка ќе има име и презиме и сите пред нашите одговорности ќе имаме одговорност да одговараме за истото дали сме го направиле, не направиле или требало да го направиме. Ако го разбереме ова вака и ако се сплотиме сите заедно и бидеме единствени, во ваквите настани како што ни е Свечената академија и сите оние други кои што ги имаме стручни настани, настапуваме сите заедно, ја браниме професијата со едукации, ја браниме со стручни настани, ја браниме со единство и заедно го бараме и го правиме се она кое што ни е потребно, верувајте ми, нема да бидеме само спомнувани и кажувани дека многу сме важни и дека треба на медицинските сестри да им се направи тоа. Дојдено е време кога веднаш, одма и сега мора истото да го добиеме. И ви ветувам доколку сите вие се слажувате со сето ова што го кажав, дека Унијата и Сдруженијето еден ден заедно со сите вас
Униформата ќе ја поминеме во историја, за која што вие наши драги млади колеги кои што се тука ќе зборуваат и ќе кажуваат дека и со униформата вака ги баравме правата и ќе дојде денот кога ќе ја добиеме комората, кога ќе се оствариме, ќе се лиценцираме и ќе имаме достоинствена професија. Ви го честитам меѓународниот ден на акушерките. Ви благодарам за сите настани во текот на неделата што ги организиравме и што ќе се движат до денот на медицинските сестри. Ве поздравувам, посакувам денешен убав настан. Лично му заблагодарувам многу на градоначалникот на општина Битола, му заблагодарувам на доктор Таше и неговиот тим од болницата Плодност. На моите професори при кои, верувате ми, сум почестена, бидејќи сум застаната сега од другава страна од Високата медицинска школа и од Универзитетот во Битола, бидејќи на моја гордост и задоволство, јас сум студент од таа Висока медицинска школа прва во Битола, и тоа е моја лична гордост, ако можам накако ми дозволите да бидам малку и пристрасна. Многу ми е пријатно што сме во Битола по прв пат, 8-ма академија свечена на Унијата на Сдруженијето за прв пат до сега направена во Битола или во друг град сем во Скопје. Време медицинските сестри кои што се комплетно во Унијата и во Сдруженијето од сите здравствени институции од цела Македонија да ги добијат свечените академии вака и низ Македонија. Мислам дека сите сме подеднакво важни во здравствениот систем и ова е многу добро. Ви благодарам многу на сите кои што денеска направивте можност да дојдете и сите заедно да го направиме овој ден да биде за медицинските сестри уште поголеми, на акушерките да им го честитаме и на сестрите почетокот на неделата. Ви благодарам многу. Јас само ќе да замолам сестра Бешилевска, благодарам за враќањето, бидете уште малку на сцената, затоа што имам чест да го најавам и следниот говорник. Во градот на конзулите, каде што традицијата и новото време чекорат рака под рака, сестринската професија е длабоко вкоренета во ткивото и опстојот на заедницата. Медицинските сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри во Битола не се само професионалци, тие се чувари на достоинството, на надежта и на животот во градот. Тие се тука секогаш, а не само во време на пандемии, туку тогаш кога најмногу треба. Кога болката тивкот тлее, кога стравот тешко се носи, кога надежта е на испит, меѓутоа и кога доаѓа нов живот. Локалната подршка значи препознавање на континуираниот секојдневен труд на медицинските сестри и на медицинските техничари. Го најавувам доделувањето на благодарницата на Унијата на медицински сестри и медицински техничари на Македонија, која што се доделува на институции, фирми, поединци и заедници, кои што во континуитет ги поддржуваат медицинските сестри во нивната мисија. Го замолувам градоначалникот на општина Битола, примариус доктор Тони Гонински, да подели на сцената за поздрав на обраќање, а истовремено ја замолувам и магистар сестра Гордана Бешилевска, заедно со членовите на извршниот одбор на Сдруженијето за нас, најпрвен да ја доделат благодарницата за придонес и поддршка на сестринската професија. Поделете да. Покажавте тоа додека го спремавме настанот, искрено многу ви благодарам за ова. Ова е едно мало внимание да имате спомен од Унијата на Сдруженијата, секогаш кој ќе го погледнете ова да знаете дека медицинските сестри секогаш повелете. Ви благодарам. После вака инспиративниот говори и обраќање на магистар Гордана Бешилевска, малку има што да се каже, меѓутоа пред се дозволете во име на градот, во име на општина Битола Советот, да се заблагодарам што токму ова 8-ма поред, како што кажавте, манифестација и свечена еве академија да ја одржите токму во градот на конзулите, како што кажавте во Битола, напорот од Скопје, да ви заблагодарам лично и вас на целата организација, ова прекрасна, не има во толку многу голем број, да го честитаме Меѓународниот ден на акушерите и неделата на сестринството, која еве токму се совпадна во оваа свечена сала. Видете, ќе зборувам кратко како здравствен работник, како еден од вас, не како градоначалник.
професијата која имате вие и која имаме ние заедно. Вие не сте бројка, вие не сте само дел од еден здравствен систем кој треба да биде столб на државата и еден од столбовите на државата. Тоа многу добро го знам, во овие на 35 години искуство и стаж кој го имам. Зад себе најдобрите и најубавите моменти и она што го научив токму од вас, од тимската работа во здравствениот дом. Во здравствениот дом до Ресен, во итната медицинска служба во која има присутни, гледам тука. Најубавите моменти и она што го научив во медицината се токму од соработката која имавме заедно, да се биде здравствен работник, да се биде медицинска сестра, она што прекрасно го кажавте, вие сте надежта која му ја давате на пациентот, оној кој е пред вас, тоа може да биде ваш родител, комшија, пријател, познаник или некој сосема случаен кој залутал и е во вашите раце и во вас гледа како во ангели, како во спасители на вистина. Треба конечно да си го вратиме достоинството на здравствените работници, сестрите секако, да се изборат она што, еве, кажавте и вие, зашто не еден ден и министер да имаме, или во тимот на министерот секако треба дека да има, секогаш треба да има оние кои се одеснав од оние кои ја знаат најдобро професијата и оние кои најдобро ќе укажат на недостатоците или маните кои може да се подобрат. Уште еднаш голема благодарност на честа која ни ја укажавте да бидеме домакини. Уживајте во оваа прекрасна манифестација, бидете единствени, онака како што, еве гледам, следам и вашето присуство често е инспиративно на медиумите. Имате вистински лидер, визионер, кој се надевам ќе го врати достоинството. Благодарам и на специјалната болница за гинекологија и акушерство, нашата Георгија Славитова. И ве уверувам дека го синдикатот Љубиша е тука. Ве уверувам дека точно Битола иницијативата потегна и од ректоратот и од нас како локална самоуправа ќе го има и факултетот во скоро време. Така да направиме сите заедно, да си го вратиме достоинството, ликот кој го има здравствениот работник, точно да ги издвоиме од нас оние кои можеби не припаѓаат во нашите редови со нивното однесување, меѓутоа овај позив кој го имаме како здравствени работници и кој го имате вие овде е можеби дари од Бога, зашто како што не може секој учител да биде, не може секој да биде ни здравствен работник, да се соочи со она, особено сведоци сме заедно сите во ковид кризата, кога под скафандер се седеше толку и толку часови за да се спаси живот, ризикувајќи го сопствениот. Ви благодарам уште еднаш на можноста и честа која ви кажа. Благодариме господине градоначалник, благодариме доктор Коњаровски. Постојат личности кои што се столбови на институциите кои што ги предводат. Постојат луѓе, и тоа се оние кои што носат визија со себе, а истата со знаење и со труд ја остваруваат. Во светот на гинекологијата, акушерството и репродуктивната медицина во Македонија, неговото име со години наназад представува патоказ за надежта за многумина и пример за луѓе кои што не чекаат времето да се смени, туку самите тие со својот тим го менуваат. Основач, идеен творец и двигател на болницата Плодност во Битола. Со врвни, ама навистина врвни, светски достигнувања во лапароскопијата, инвитро фертилизираните програми и современите акушерски практики. Неговата мисија беше јасна од самиот почеток. Да им се даде шанса на животот, на мајчинството и на вербата, на надежда. Со над 1100 успешни породувања по асистирана репродукција,
со илјадници операции и прегледи, со стотици благодарни пациенти. Доктор Таша ја испишува македонската медицинска историја со сигурна рака и широко срце. Но, како што тој самиот знае да кажа, и тогаш кога никој не го слуша, зад секој успех, вели, стои тим. И тој тоа никогаш не го заборавил. Од првиот момент кога тој самиот тоа си го ветил себе си. Неговиот став е јасен. Без добар тим нема добра болница. И нема добровит за општеството. И затоа тимот на плодност е составен од такви: врвни лекари, врвни медицински сестри, врвни медицински техничари, чии професионални и човечки квалитети секојдневно се негуваат и секојдневно се вреднуваат, онака како што треба, нели? Со повеќе од над 70 научни трудови, со награди од градот Битола, со признание од медицинските асоциации и медиумите, доктор Таше Трпчевски не е само лекар. Тој е водач, едукатор и поддржувач. И тоа секогаш во првото лице, ама на множината. Тој вели: ние, тимот, ние, пациентите, ние, медицината. Денес унијата на медицински сестри и медицински техничари, на стоматолошките сестри и на акушерките на Македонија, предводени од Сдруженијето за нас, доделува плакета за извонредно посебен придонес во развојот на сестринството, за поддршката, за соработката и посветеноста покажана и докажана на дело со години наназад. Имам чест и задоволство да го поканиме на сцената примариус доктор Таше Трпчевски за поздравно обраќање. Повелете, доктор. И затоа што докторот вели ние тимот, јас сега ќе замолам и нашата прекрасна Ребека Алексовска, главната сестра на болницата Плодност, да ни се придружи на сцената. Ребека, повелете. Добар ден на сите. Морам да ви кажам дека чувствувам огромно задоволство. Возбуден сум заради тоа што ми е направена една огромна чест со ваква биографија која што ја спреми Каролина. Ти благодарам, Каролина. Почитувани присутни, почитувани представници на многу институции, почитуван градоначалник, почитувани представници на синдикатот, на други институции, почитувани медицински сестри. Дозволете ми да ја изразам мојата огромна благодарност до организаторот, до нашата Гордана, која што мислам дека со својот капацитет, со своето знаење, со својата стручност докажана и докажа дека само таа може да ве однесе на правиот пат. А вашиот пат за подобро утро
е да вие го добиете она што го заслужувате. Да имате синдикат, да добиете автономија и да имате своја сестринска комора. Почитувани присутни, овде сме да одбележиме сестринската недела, меѓутоа воедно и да оддадеме почит кон една професија, сестринската професија. Тоа е символ на хуманост, символ на храброст, символ на издржливост. Сите вие знаете дека медицинските сестри се неизоставен дел и столб на нашиот здравствен систем. Тие се столбот на почеток на живот на сите оние кои што почнале да се лекуваат и на сите оние кои што нашле спас. Нека оваа недела, нека овој ден биде потсетник на вашата успешна приказна, зад кој стои еден глас на храброст, но и тивко присуство кое што ќе ви овозможи мирен сон и срцето на сестрата хероина, која што од ден на ден, од час во час чекори само напред и го менува делото и ликот на нашите пациенти. Почитувани медицински сестри, вие треба да бидете равноправни со нас лекарите. Никако не треба да бидете во наша сенка, бидејќи заедно живееме, се бориме заедно и сносиме иста одговорност. Јас како носител, односно оснивач на болница Плодност, во името на вработените, на сите вработени, чувствувам гордост, односно чувствуваме гордост што сме домаќини на ова манифестација, благодарение на упорноста, односно идејата на Гоца Бешлиовска, и ви ветувам како гласен поддржувач, како гласни поддржувачи, дека и понатаму ќе го поддржуваме ова здружение и ќе го правиме онака како што досега сме го правиле. Почитувани присутни, денеска знаете дека живееме во време кога во едно општество кога не би рекол дека вие сестрите ја имате комплетната поддршка. Оттаму и нашата заложба вас да ве поддржиме. Денеска, во ера на модерна медицина, кога се воведуваат многу нови технологии, кога се менуваат протоколи, кога се менуваат, се внесуваат нови совети, нови начини на лекување, мислам дека и нови апарати, мислам дека нема смисла ништо без вашата грижа за пациентот, бидејќи секоја ваша помош на пациентот, секоја ваша помош во смисла на намалување на болката или давање надеж за излекување, не може да ја замени ниеден апарат. Денеска ние не само што славиме за вашата професија, ние славиме за квалитет, славиме за храброст, славиме за луѓе кои што сакаме да бидеме цело време, да бидат до нас тогаш кога ни е најтешко. Ние во болница Плодност имаме своја мисија, онака како што можевте да видите, покрај воведувањето на новата технологија и покрај максималната грижа за пациентот, ние ја негуваме душата на здравството. А душата на здравството се вие 100 медицински сестри кои што сте работени во болница Плодност. И затоа, оттука, исправен пред сите, ви ветувам дека, и ви порачувам дека, и понатаму ќе инвестираме во вас,
дека и понатаму ќе не поддржуваме, дека и понатаму ќе не слушаме и дека ќе одиме чекор по чекор напред со вас. Бидејќи вашата посветеност не е само чувар на пациентот, туку е чувар на вредноста на институцијата. Затоа, драги медицински сестри, бидете единствени, бидете достоинствени, бидете храбри, заради тоа што вие сте причина, затоа што некој утре ќе биде подобар, ќе биде излечен и ќе најде чаре за нивната болка. Уште еднаш, ви се заблагодарувам на сите, мои драги медицински сестри, за несебичната помош за нас, оттаму и вашето име за нас, и за сите оно што го правите за сите пациенти. На крај, овај ден нека биде подсетник на вашата сила, а наша обврска и моја обврска да ја потикнеме таа сила. Ви благодарам уште еднаш за присуството и она што вашиот сестрински идол секогаш вика еден голем наклон. Ете, затоа медицинските сестри велат нашиот доктор Таше. Еден огромен аплауз нему. Нешто си извинувам. Имате Гоца, чувајте си ја како зеница во окото. Таква енергија, кај жена, таков ентузијазам. Не сум видел и затоа, ако има референдум, Гоца да биде еден министер за здравство.